Возиме сейф, како што возат и како што треба да возиме сите. Да, малку поспоро се стига во главниот град сега, но од друга страна се намалува ризикот за несреќи и сепак првенствено целиот тој проект е во интерес на сите. Бидејќи безбедноста, сигурноста на граѓаните треба да биде на прво место. Како се почитува сесити во Куманово, бидејќи Куманово, Скопје и Тетово се првите 3 града каде што е имплементиран овој систем. Дали имаше протести во Куманово како што имаше и во другите градови? И која е вашата порака до тие лица од ромска националност претежно, кои бараат да бидат вклучени во управувањето со моторни возила, иако немаат возачки дозволи. Дотолку повеќе што тие беа и главни поддржувачи во вашата кампања, дури хит направија и песна за вас. Во Куманово немаше проблеми, ниту имаше протести од аспект на имплементација на проектот Safe City. Ние имаме технички проблеми со дотраената инфраструктура, особено старата светлосна сигнализација во градот. Тука имаше одредени проблеми, исклучивме одредени раскрсници. Во тек, значи, е постапка за реконструкција на голем број на раскрсници и изградба на нова светлосна сигнализација, бидејќи истата не само што е дотраена, него поради дивењето во сообраќајот од несовесни лица е предмет на уништување. Значи, во континуитет се бутаат семафори, оние ормари кај што е сместена главната автоматика, бидејќи кога ќе видите вие на една раскрсница светлосна сигнализација, сето тоа е управувано од еден центар. И кога ќе се оштети таа опрема, тоа чини скапо за општините кои што немаат такви сериозни средства секоја година тоа да го менуваат. Но како и да е, ќе адаптираме инфраструктурата. Ова е посебно добар проект, затоа што мислам дека се работи особено во урбаните средини за безбедноста на најмладите луѓе. А дополнително не би сакал да анатемизирам една цела заедница на граѓани. Мислам дека ова се изолирани случаи, истите ги осудувам. Никој нема право да се заканува на никој, секој мора да го почитува законот и тука државата треба неселективно да постапува кон сите, а горд сум што добив сериозна подршка и од припадниците покрај останатите и на ромската заедница во градот, бидејќи тие се составен дел од нас и треба заедно да ги менуваме навиките, но и да работиме тие некои си само стекнати норми во општеството да ги менуваме заедно. Бидејќи ако вие на некој со години сте му дозволиле да управува одредено моторно или друго возило без никаква документација, ниту пак без дозвола, вие мора да најдете начини да го прилагодите на системот. Да го вклучите во општеството.